Ей, го видели ова? Концертот на Петар Граша скрши рекорди. Колку луѓе имало? 28.000. Не е можно. Јас бев, салата нема толков капацитет. Чудно, да ги прашаме другите. Ајде. Ей, видов нешто на интернет и таа ми рече дека не е точно. Како да проверам? Провери ги изворите на веста. И дали одговара на 5 прашања кој, кога, каде, зошто и како? Па и неколку апликации имаш на кои можеш да провериш дали е точна информацијата. Аха, окей, кул, фала ви. Лажна информација некој шири нешто лажно што не е вистинито. Ме потсетува на нешто неточно, невистинито, дека некои по медиумите или ние помеѓу себе си шириме лажни информации. Кликбейт, некои лажни вести каде што даваат една слика, а темата е сосема друга. Лажна вест која се шири низ јавноста и која има за цел да манипулира со народот. Јас вообичаено следам фудбалски сајтови кои што шират информации за фудбал, но често се среќавам со дезинформации кои што шират лажни информации за некои трансфери или за некои други работи. Додека беше актуелна војната во Украина, се шират дезинформации и лаги како тоа биле убивани луѓе, како биле малтретирани, но тоа се беше лажно. Проверив на некои сајтови што мислам дека се точни, што имаат повеќе фоловери, што се попознати и сметам дека имаат точни информации. Најчесто гледам да видат информации од сајтови кои што имаат повеќе следбеници и новинари кои што се докажани дека имаат најточни информации и најпрецизни и се многу по-професионални во работа кои што работат од другите новинари. Сум била на обука и сметам дека се доста корисни, затоа што таму учиме како да препознаваме дезинформации. Ние тројцата бевме во Охрид, преку медиумска писменост и препознавање на дезинформации. Бевме на 3 дена, многу работи научивме таму. Често имаме часови по македонски јазик, каде што учиме општо за да секакви лажни вести и ние како можеме да ги откриеме дали се лажни начини и исто така општо имаме дискусии за медиуми, за новинарството. Да провериме дали медиумските извори се веродостојни, кој е тој што ја објавува веста и дали шокантната слика на вистина го представува она во која се пишува во изворот. Државата треба повеќе да се залага со тоа дали некои вести се точни или не се точни и новинарите треба по-професионално да си ја вршат работата. Препорачувам да има што повеќе обуки за децата да бидат што повеќе заштитени.